музички некако денеска петочново издание ќе го завршиме и ќе промовираме со Бојана нов спот и нова песна, па после неколку години пауза. Во меѓувреме деца, во меѓувреме корона, па телевизиски ангажмани како колешка, нели, водителка, и повторно се враќаш на музиката. Се поред ќе истретираме и ќе си споменеме. Добре дојде, Бојана. Добре ве најдов. Драго ми е што сум прв пат во оваа убава утринска емисија. Драго ми е што си повторно на телевизија и мислам дека ќе имаме интересни муабети за гледачите. Драго ми е што си ти повторно на телевизија. Добре. Па да, нели некако сите стагниравме, паузиравме, посебно музичката фела со короната овие 2 години во една, каде што па и немаше простор да се прави нешто, а и не беше пригодно да се прави нешто, а и не можеше ниту да се настапува. Па ја реши и ти, како и овие други, да се зголеми семејството, па посвети се да ги изгледаме децава. Да, така, јас пред короната ја завршив таа работа, ама короната ти се погоди да ги пораснеш, се погоди, да, во тој некој мирен период. Јас некако избегнувам да зборувам на таа тема корона, затоа што сакам веќе да ја некако заборавам и мислам дека и сите некако почнуваме да се олабавуваме во тој поглед, иако нели бројките само да не претераме, да. Да, не премногу, ама мислам дека веќе треба да се нормализира животот, да се вратиме на она што беше нормален живот, колку и да може да се случи тоа, да зборуваме за музика, да зборуваме за планови, да зборуваме за убави моменти. Ајде пред да зборуваме за новите планови, да те навратам малку и во водителските води. Верувам дека таа желба и понатаму си тлеи, сигурен сум дека тој проект или можеби некој нов проект ќе продолжиш да го правиш. Сега може би мала стагнација. Како пливаше како водителка? Како сте според тебе се снајде во таа улога и дали го постигна она што сакаше да го направиш и изреализираш? Гледачите сега не знам дали знаат, ама не сум го кажала можеби никогаш. Еден од виновниците, односно еден од главниот виновник е Ненад, што јас повторно влетав во водителските води. Иако како помала така како тинеџерка имав некои обиди, уживав додека го правев тоа, затоа што ја сакам телевизијата како медиумски формат и ги сакам контактите со луѓето, сакам гости, сакам некако да ширам некоја позитивна енергија. Улица Македонија како проект во моментов е на некоја пауза, иако не велам дека нема повторно да влезам во водителските води, можеби во некоја како музичко шоу формат, посветено на македонска музика од, да речеме, сите онака години наназад. Имам некоја идеја, и како со продукцијата Скендеровски имаме некоја идеја да правиме, ама отом потом да не биде некако да најавувам, а тоа да биде некако не се уште не толку дофатливо. Генерално како го оценуваш твојот ангажман како водителка, па и како продукција? Па, знаеш како, Ненад, тоа треба да го кажат гледачите. Па со оглед на тоа дека имаше колку сезони? 4 сезони. 4 сезони, значи било тоа гледано, че 4 сезони се направиле. Реакциите на луѓето беа позитивни. Интересно им беше што дотогаш ме гледаа како пејач на сцена и јас како пејач не можам нешто многу да покажам свој карактер, нели, како соговорник. И кога ме гледаа во водителските води, им беше онака пријатно, убаво. Па после ќе се научат. Што ти текна сега да бидеш водителка, сега зашто не си пејач, што си сега? Види, во ова ново време ништо не е чудно и многу од пејачите па и во Македонија се водители и пробале и се уште се. И многу од актерите се водители, нели, стандардно, така да не е толку чудно тоа. Се разбира, секој од нас кој што влегува во таа приказна како водител треба да работи на себе, треба да учи, не сме да мисли дека се знае и дека ако е интересен за на сцена дека ќе биде добар и како водител. Тука треба да се држи некој критериум. Јас се трудев да напредувам во тој дел и се надевам дека понатаму ќе направиме некое шоу каде што и ќе пеам и ќе водам. Добро е. Ќе ти се придружам како гостин. Се разбира. Се поканив. Добро. Со Роберт од пред известно време, кога беше гостин, впрочем, те откри дека подготвуваш нешто ново и тогаш начнавме дека си во неговото студио и дека ќе се враќаш на музичката сцена и навистина ми е драго. Направи пауза, рековме кој може би се причините, но во секој случај добро пливаше на сцената и верувам дека ќе продолжиш така. Каква е сега идејата? Најавуваш проект како новата Бојана. Да. Што значи тоа?
Па значи нова ера, значи нова фаза во моето музицирање. Оваа песна зад завесите само почеток на една идеја која што треба да се реализира до крајот на оваа година. Значи најавувам многу песни, многу нов материјал и овој пат сериозно се враќам на музичката сцена затоа што мислам дека моите приватни обврски вака се намалуваат и сега ќе можам комплетно да се посветам на музиката. Имам идеја да соработувам со неколку еминентни автори од Македонија и надвор од Македонија. Скоро патувам и во една наша соседна држава, каде што сум во преговори за песни. Пред се ќе се посветам... Само за песни или за некаков договор, да речеме, и пласирање на кариерата? Па знаеш како Ненад, тоа не знам да ти го кажам и да ти го потврдам во овој момент. Јас во моментов заедно со тимот кој што работи со мене менаџерски се посветуваме на барање песни. Значи основата на се ќе бидат добрите песни, затоа што се друго може да се направи, да се смисли, ама песните се основа на кариерата на еден пејач. И во моментов сум во интензивна потрага по добри песни и се надевам дека до крајот на годината, да не биде сега само празно ветување, ќе направиме еден покрупен материјал од 10 композиции, ќе имам доволно материјал за да бидам и поблиску до публиката со настапи и концерти. Новата јас значи нов стил во музиката? Па тоа е природно. Да, затоа што нели луѓето често пати знаат да кажат тоа што го работеше во периодот кога излезе Дилема, Зборови и сличните песни, тоа е тоа, затоа што се емотивно поврзани валјда со таа некоја фаза. И те навикнале, точно, и тоа убаво поминало. Ама тогаш имав 23-4 години, сега имам 15 години повеќе. Да. И нормално е да јас созревам, јас се менувам и физички и нели секако и во музиката, така да сега ќе работиме. Не ги ограничувам песните, ова се е модерно, ова е вака, значи бараме добри песни, правиме добри песни и веројатно ќе биде валјда чекор понапред од тоа што досега го слушале луѓето. Оно што можеби малкумина го знаат, автор си на оваа песна? Не, не сум јас. Не. Не? Добро, онда имам некоја утка. Да, не, ова е текст на Ксенија Николова. Ксенија, добро. Да, тоа е нејзин личен автобиографски текст, напишан пред една година, уште пред јас да ја одберам оваа песна. Текстот е мистичен, интересен, често пати велате што сакаше да каже, што значи ова, што значи тоа, го ставаме да размислуваат. Ама битно се согласуваш со тоа што Ксенија го напишала? Па да, види, има некоја... Како автор на текст би се појавила? Да, јас имам во новиот материјал? Имам еден свој текст, Кон небото, тоа е една моја композиција, направена пред 10-15 години, не се сеќам, значи колку сум стара. Па да, ама и брзо си оди времето, па веќе знаеш тие 15 години не се, тоа беше тоа. Баш така. Јас сакам да пишувам текстови, окей ми е, убаво ми е кога го правам тоа, ама не сум имала си уште храброст. Веројатно уште собирам храброст да се пуштам во тој дел од креирањето. Да, но знаеш добро да одбереш тоа, во тоа сум сигурен. Музиката на аранжманот спомнавме Роберт Билбилов, а Александар Истерски принц задолжен за видеото, му се мешаше во штипки? Не, воопшто. Во принцип сум човек кој што сака да верува на луѓето, нели, кои што се професионални во својата работа. Кога договаравме со принц каков да биде спотот, тоест кога се договоривме да работиме, овој пат му реков, знаеш како, знам дека си уметник, знам дека сакаш ексцентрични работи, ќе ти дозволам да бидеш свој. И го направи тоа што го направи. Често пати, и сега се коментарите, па не го разбираме што сакаше да каже. Викам, веројатно треба повторно да го погледнете и да размислите малку повеќе. Па и некогаш е поубаво, кога по известно време ќе се разбере приказната, да не биде се откриено одма. Да, тој го направи спотот, јас и тој долго време соработуваме од почетоците на мојата кариера. Мислам дека направивме нека добра фузија на песната и видеото и времето ќе покаже дали сме го погодили. И времето ќе покаже. Како се бориш со ова ново време, социјални мрежи? Ти пречат, не ти пречат, пошто ти си од таа генерација, нели, која што ги немавме? Добро прашање. Но поактивна на социјалните мрежи станав во последниве 2 години. И како да почнав од почеток? Како да зачувствував како да сум била 20 години одсутна од светов и одеднаш влагам во нов свет. Учам секој ден,
каде треба ова да стои, зошто е ова добро, во кое време треба да се појави, какви фотографии треба да се пласираат. Не можам да кажам дека не ми се допаѓа ново време и дека моето време беше подобро. Секој си има свое време, но мора да се трудиме да се адаптираме во секое време. Ова се нови генерации, ова е ново време во кое што се е дигитално. Информацијата треба брзо да дојде. Во наше време пуштавме информација за песна и таа дури утредента се печатеше во новините и ние вечерта купувавме весник, нели? Да. Сега информацијата е сега одма тука. На телефонот. Во наше време, неле како го почнавме муавет, не сме толку стари, ама времето технологијата брзо се развива и ти постојано треба да го пратиш тоа, нели? Така. Па затоа те прашав, затоа што промоцијата воедно на видеото и на новиот спот, нели, песна беше вчера и тоа на твојот YouTube канал, односно на YouTube каналот на Скендеровски и некако се носиш добро со новото дигитално време. Но добро е што не се забораваат старите медиуми, па така што официјална ТВ промоција ќе правиме во продолжение. Така е. И верувам дека нели се уште си постои онаа магија кога ќе промовираш нешто ново на телевизија или на радио. Да, јас сум, дури вчера имав и трема, како да сум почетник, ма се уште мислам дека телевизиите го имаат главниот печат и баш сум среќна што ќе се случи тука на убав голем екран да ја погледнат. Ајде, најави се сама, ти благодарам за гостувањето и тука сме за се нешто ново, а верувам дека ќе се гледаме често со оглед на тоа дека најави дека оваа година бога ми ќе има што да видиме и чуеме од тебе. Така е. Најави си се повеќе. Драги луѓе, се надевам дека ова што ќе го видите ќе допре некаде таму длабоко во вас. Размислувајте, уживајте и пишете ги вашите коментари на социјалните мрежи, нестрплива сум.